Добар ден на сите. Благодарам живе. Сакам да ви се заблагодарам на сите вас за големата поддршка која што ја дававте за големите идеи. Бидејќи големите идеи имаат еден непријател, а тоа е слаба реализација. Мислам дека во Преспа покажавме дека знаеме како да ја спречиме слабата реализација и тоа беше причината зашто и кога разговаравме и со градоначалникот, и со Боријан, и со некои други, уште тогаш реков, ако нема еден во владата кој ќе чувствува одговорност кон проектот со Преспа, нема да можеме да ви помогнеме доволно. И така Едмонд испадна, можеме две имиња да му дадеме, или езерски министер, пошто има обврски и во Охрид и во Преспа, или мултидисциплинарен, бидејќи и во Охрид и во Преспа проблемите не се во еден домен. Не е само животната средина, не е само инфраструктурата, не е само политиката, не е само економијата. Туку сите овие работи треба да се гледаат одеднаш и да се излезе со практично решение за проблеми кои долго време се толерирале и се буткале под тепих. И кога сме веќе кај проблеми кои се буткале под тепих, се сеќавам дека пред околу 2 години, малку повеќе од 2 години, овдека дојдовме во Преспа и за некои 20 минути од македонскава страна на езерото заминавме за грчката во Нивици и чекавме таму да дојдат многумина колеги од собранието, новинарите, ми требаа 6 часа за да го свртат кругот, што нам ни треба 20 минути. Толку блиску, а толку далеку. И така мислам дека може да ги резимираме и нашите односи со соседите, особено со Грција. Блиску на 20 минути, ама ако ја немаш политичката волја, ако ја немаш инфраструктурата, ако ги немаш отворените врати, тогаш е 6 часа. И прашање дали ќе стигнеш, бидејќи дел од нашите пратеници не стигнаа таму. Ние решивме дека тој концепт толку блиску, а толку далеку, ни го троши времето, ни ја троши енергијата, 11 и повеќе години ни ги потроши и шансите. И решивме дека е време проблемите кои се буткале под тепих да се решат. Бидејќи Ципрас ни цитираше двајца македонски поети, ја ќе почнам со еден грчки филозоф. Мислам дека минимум што можеме малку да му возвратиме. Мислам дека Аристотел кажал дека без храброста ништо не може да се направи. И дека таа заедно со честа се најголемите доблести. Ја имавме храброста. И ја имавме честа на оваа држава да ја решиме еден од најголемите проблеми кои ја прогонува од нејзината независност. Ја имавме и храброста и честа, бидејќи гледавме дека цената ние ја плаќаме. Дека цената е нарушена позиција на државата, изгубени шанси и блокирани интеграции кои 11 години стоја на слеп колосек. И затоа сакам да се заблагодарам и на Ресен, сакам да се заблагодарам и на целиот Преспански регион, што во тие моменти, кога беше тешко да се биде храбар, ни ја дадовте и силата и оптимизмот да ја завршиме обврската која што ни ги отвори портите, за да како држава се надеваме на нешто подобро и на нешто повеќе. Многумина велеа дека сето тоа е џабе и дека сите тие напори, храброст, па и жртви кои што ги направивме, ќе бидат залудни, бидејќи ништо од последиците, ништо од резултатите нема да бидат видливи. Денеска, реков, 2 години после тој ден овде во Преспа, ние денеска можеме заедно со македонското знаме да го ставиме и НАТО знамето не како резултат на наша амбиција и желби, туку како резултат на наша завршена работа. Ние сме НАТО. Ова си го пишувавме како слоган, си го задававме како задача, ни беше инспирација, ама длабоко во себе се плашевме дали ќе стане и реалност. Бидејќи ни беше на дофат, речи си 20 години. Ама 20 години гледавме дека ни бега таа шанса од раците. И навистина, благодарејќи на таа храброст, благодарејќи на таа одлука,
која што се потврди токму во Преспа, денеска Република Северна Македонија е членка на НАТО и ја доби новата преговарачка рамка за преговори со Европската Унија. И кога ја добивме преговарачката рамка, видовме која е вредноста на Преспа. Не е само НАТО и не е само ЕУ, туку Преспа стави печат и на нашиот идентитет и стана потврда и на нашиот јазик. Ако во минатото имавме грижа како компромисот ќе се одрази на сите овие идентитетски прашања, имавме грижа заради тоа што со векови тој идентитет и тој јазик биле омаловажувани, биле неприфаќани, биле одбивани, Преспанскиот договор и денеска гледаме дека во очите на светот ги поништи сите обиди да се дискредитира и да се прешкрта македонскиот јазик. И после сите оние дилеми и дебати што тоа во суштина ќе значи, ја добивме преговарачката рамка, предлог преговарачката рамка од комисијата, а ја слушнавме и германската канцеларка како ја испраќа истата порака. Да, ние сме државата која ги почна преговорите со Европска Унија. И да, тоа е директен резултат на Преспанскиот договор. И тој Преспански договор, заедно со преговарачката рамка, ни даваат сила да истраеме, за да кога ќе си ја завршиме домашната задача, нашиот македонски јазик биде службен јазик на Европската Унија. Што повеќе очекувавме? Што повеќе можеме да бараме од еден договор кој што се случи после 30 години? Преспанскиот договор даде одговори на прашањето дали балканците може да се однесуваат инаку. Многумина мислат дека Преспанскиот договор е резултат на одлука на големите сили најпосле да го решат прашањето. Денеска во Преспа сакам да ви кажам дека тоа не е така, бидејќи големите сили одамна сакаа ова прашање да биде решено. Преспанскиот договор е резултат на две балкански нации кои што одлучија да се однесуваат европски. И тоа треба да покаже дека сме созреале како луѓе, сме созреале како држави и дека сме созреале во мислата дека компромисот не е пораз, туку компромисот е победа. Победа на разумот над лагите. Преспанскиот договор веќе не само кај нас, туку во сите европски говори, во сите европски учебници, ќе биде пример како Балканот покажал свој европски дух и своје европско светло. Има многу згради, многу хотели кои организираат форуми, какви што сакаме да организираме во Преспа. Најверојатно ќе бидат и побогати и поскапи од ова што го планираме во Преспа форумот. Меѓутоа, овие форуми не зависат од собата, зависат од духот во неа. Овие форуми не зависат од парите дадени за нивна изградба, туку инвестицијата политичка која е вградена во нивните темели. И затоа Преспанскиот форум има шанси. Пред неколку години, кога нашите европски партнери се сомневаа се уште дали ќе ни ја биде државата и не викаа во Германија за да зборуваме за домашни теми, различните политички партии, се сеќавам дека не сместија во една скромна кукичка, која што порано била самостан. Но во неа германските политички партии после Втората светска војна научиле како да дискутираат и научиле како да наоѓаат решенија. И затоа не донесоа таму, надевајќи се дека тој дух на соработка и договор, на решенија, ќе ни влијае. Не успеа, ама јас сепак мислам дека домашните решенија треба да се градат на домашен терен. И јас посакувам Преспа форумот со овој дух во позадина да ни помогне прво на сите нас дома, да наоѓаме решенија на своите проблеми, а да им помогне на сите оние во нашето соседство со добар пример и да им покаже дека кога сакаш решение, ќе го најдеш. Ако седнеш на маса да преговараш со желба да се скараш, решението е невозможно. Ако седнеш со обид да најдеш решение, решението е можно. Ние тоа го покажавме во Преспа и ние тоа го запечативме во Преспа. И знаете како нашата НАТО влезница е сработена со многу жртви, реформи,
со многу вложување од страна на многу луѓе и многу институции. Нашата НАТО влезница е спечалена и на многу фронтови низ цел свет од страна на нашите војници кои денеска помагаат во Преспа. Ама нашата НАТО влезница има преспанска адреса. И сакам да им честитам на сите кои живеат и потекнуваат од овој регион, дека ни помогнаа да ја испишеме досега најуспешната страница во нашата историја. Во Преспа надминавме 3 децениски спор и во Преспа успеавме да ги забележиме нашите стратешки интереси. После Преспа беше возможно јас како министер за одбрана да седнам на иста маса со грчкиот министер за одбрана и да потпишеме договор за одбранбена соработка на македонски, грчки и англиски јазик. Пред 3 години ова изгледаше научна фантастика. Грчки министер, македонски министер, министер која представува Северна Македонија да седнат и да потпишат договор и на македонски јазик. Денеска во кампањата ќе го слушнеме поранешниот премиер Ципрас како цитира наши 2 македонски поети. Блаже Коневски, Владко Мартиновски. Тоа не пред 3, пред 2 години изгледаше невозможно. Така се пишува историјата. Кога ќе бидеш и храбар и доблесен и ќе ги решиш проблемите, после тоа работите сосема поинаку одат. Дојдовме во ситуација, благодарејќи на Преспанскиот договор, да обезбедиме потврда и на нашиот идентитет и на нашиот јазик. И затоа темелите на Преспа форумот треба да бидат цврсти и темелите треба да ни дадат причина да бидеме горди. Бидејќи во време кога Балканот продолжуваше на старите балкански начини, ние покажавме и големина и цврстина и храброст. Тоа е нашето наследство до Европа и нашето наследство до светот. Честопати сме многу самокритични и треба да бидеме, ама некогаш треба да познаеме и да признаеме дека сме биле поголеми и помудри од многу луѓе во соседството. Бидејќи цело е кога има се, како што велеа во една поранешна кампања, не е доволно во Преспа да го чувствуваме само тоа наследство. Она што го кажуваше денеска Едмонд, она што го договаравме со Европската Унија, покажува дека Преспа ја гледаме не само како меѓник во нашата идна историја, туку како шанса за наш развој. И затоа инвестицијата во Преспа, која што беше политичка, ќе има свој економски резултат, ќе има свој инфраструктурен резултат, ќе има свој земјоделски, туристички, одржлив резултат. И затоа оние 17 милиони евра кои ги обезбеди Европската комисија како награда за европско однесување, за еден европски регион, ќе ја користиме мудро и ќе го сочуваме тоа што е наше. Денеска после овој форум ќе имам прилика да заминам за Курбиново, за да видам како тече проектот за конзервација. Мислам дека Курбиново е исто така пример како големите зборови честопати не се пратени со големи дела. Зборувавме многу изминативе декади за истории, за наследства, за градби, за споменици, а тоа што беше реален споменик и тоа што беше вистинско богатство беше заборавено и оставено заботине времето да го уништи. Вложуваме во Курбиново бидејќи тоа е вистинското наследство. Нашето наследство не е стиропорот кој се труди да глуми мермер. Нашето наследство е Курбиново. Нашето наследство ќе биде Преспанскиот договор. Нашето наследство ќе биде оваа инвестиција во Преспа и бидејќи цело е кога има се, ова ќе го направиме да биде центар за младите, ама младите кои што ќе доаѓаат и од цела Европа, и од цел регион, но и младите кои што ќе доаѓаат не само од политиката, можеби најмалку од политиката, туку и од бизнисот, од невладините организации, младите кои што ќе се научат дека без решенија нема одење напред. Затоа честитам на Ресен, затоа што беа многу силен партнер и не подсетуваа секој пат кога имаше проблеми за решавање, ама ако можевме да ги решиме големите проблеми, ова не е проблем. Ова е шанса. И ние оваа шанса која што ни ја даде Преспанскиот договор, Европската Унија и овие млади ентузијасти, не толку млади ентузијасти, ќе ја искористиме до максимум. Затоа што вреди, затоа што е наше
и за тоа што е европско и светско. Ви благодарам.